Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, Драгана Велковска, Зелен хуман град, една од најголемите борци за зачувување на животната средина, која не е зачувана. Не е зачувана, така. Да. Треба уште многу борба. Добар ден и благодарам за поканата. Благодарам што сте тука. Ќе говориме, се разбира, за загадувањето, кое останува најголем проблем и за вашата борба, за вашите критики, но прво ме интересира заради тоа што работите на формирање на партија Зелен хуман град. Кој е вашиот став околу анкетна комисија за Кочани? Барањето на опозицијата е токму тоа, независна, колку што може, независна, објективна анкетна комисија да биде формирана. Искуството, историјата вели дека тоа се формални протоколарни комисии кои ништо не решаваат. Така е, за жал, оваа комисија е политичко тело, се формира од собранието, значи тоа што јас би можела да кажам, што може максимално да се извлече од ситуацијата каква што е тој извештај јавно да се објави пред се, кој комисијата би го срочила на крајот од процесот, бидејќи тој извештај во себе треба да ги носи за јавноста да ги види сите препораки кои би се однесувале на сите системски слабости што доведоа до ситуацијата, до невозможната трагедија и загубата на енормен број на млади животи, на цела една генерација луѓе во Кочани, млади луѓе пред се. Понатаму реформи, какви се неопходни да се спроведат по тој процес и секако луѓето, односно тие на функции кои довеле ова да се случи. Значи, не смееме како општество, би рекла, една таква порака сакам да испратам, да оставиме ова да биде уште еден некаков документ што ќе остане во некоја темна фиока во темните простори и институции македонски. Ова мора да оди јавно, секој мора поединечно да биде одговорен, бидејќи оваа колективна трагедија не сме да носи колективна одговорност, односно никој на крајот да излезе виновен, освен некаков предмет, како што имавме ситуација со модуларната болница, каде што беше кабелот официјално, а не луѓе со име и презиме кои доведоа до загуба на животи и кои секако се продукт на еден систем кој на 30 години во Македонија се рециклира, секои нови избори и само подлабоко и подлабоко се тона на овој пат на кој до сега сме одлучиле да одиме. Одлучиле, викам, бидејќи на секои избори ние сме пред крстопат. Дали одлучуваме да одиме на лево или на десно, право, од нас зависи. И се продуцираат постојано низ овие децении трагедии, катастрофи за кои никој не одговара. И културата, политиката на неказнивост се уште и би рекла неголемата, можеби неголемата штета од сето тоа, покрај се разбира загубата на човечки животи, неголемата штета е што луѓето стануваат имуни на трагедиите и веќе не ги ни погодува до тој степен како што би требало, како што нормално би требало да биде. Дел од нас не може да се помира со тоа, меѓутоа дел веројатно да. Да, ова е ваша емотивна порака до властите, пред се до властите да разберат дека ова треба да биде крај. Кочанската трагедија треба да биде последната во оваа држава. Да, и почеток на една нова ера на функционирање, бидејќи не постои ништо попатриотско од тоа да ги заштити животите на луѓето кои ти ја дале довербата, да ја заштити животната средина, да ги заштити животните, да заштитиш сето она што на нас, на секој од нас поединечно ни е важно на секојдневно ниво. Ете тоа е највисокиот чин на патриотизам што може еден човек, една група, една партија во Македонија да го направи. Да. И заради тоа и вие останувате во оваа држава, борбата продолжува. Точно. Ајде сега околу загадувањето, за кое и го најавив во вестите. Вашата критика на социјалните мрежи пред се, иако критиките ги кажувате, се разбира и преку медиумите и преку други платформи, но критиката се однесува на собирањето на ѓубрето, на кој е ставен акцент, фокусот на оваа власт е исклучиво на собирање на ѓубре,
вработување на нови инспектори за тоа фамозно ѓубре, а забораваат на клучното. Загадувањето и ниту еден можен чекор не е виден од оваа власт, година и пол веќе се на власт. Оваа влада не соопштила, не најавила дека направила барем еден чекор за намалување на загадувањето. Кои се вашите клучни поенти и пораки? Најбитно од се е дека Зелен хуман град веќе втор мандат има свој представник во Советот на град Скопје и во претходниот мандат кога бевме јас и Горјан, над 50 мерки за спречување на загадувањето имаме предложено и тие беа, дел од нив беа дури и прифатени од страна на советниците во Советот. Што е неопходно сега да се случи? Да. Значи, најпрво е неопходно загадување, изворот на загадувањето точно да се лоцира. За тоа да се случи, за да можеме ние да го најдеме точно изворот на проблемот, бидејќи единствено кога најдеме изворот, можеме да понудиме соодветно решение и тоа решение може да има ефект. Во секој друг случај, се што ќе се прави друго ќе биде само залудно, фрлање пари, само шминка во јавноста, а луѓе и понатаму ќе не умираат. До сега, статистиките се дека околу 6000 луѓе, 6000 животи предвремено губиме на територија на Македонија од загадувањето, дека од починатите бебиња, секое 9-то бебе е починато како последица од загаден воздух и ние во една таква состојба, безмалку како што и многу пати претходно сум кажала, како да сме во војна, значи губиме животи со темпо како да сме во војна, ние се однесуваме вака лефтерно и си нафрламе некакви нарачани студии каде што изведуваме некакви небулозни заклучоци кои би требало да бидат наука, меѓутоа не се. Значи најпрво бараме околу сите индустријски капацитети да се постави периметар од мерни станици, кој точно ќе лоцира во секое време од денот, значи 24 часа на ден, тие податоци јавно да може секој граѓанин на Македонија да ги гледа. Па да видиме дали тогаш навистина нема загадување од капацитетите индустријски и дали навистина загадуваат домаќинствата како што се кажува. Сакам овде да се осврнам и на оние небулозни информации во наводни студии што излегуваат дека како последица од согорување биомаса е големото загадување на Скопје и дека таа биомаса ја согоруваат домаќинствата. Како би утврдија дека домаќинствата ја согоруваат таа биомаса кога Усија исто така согорува биомаса? Имате огромни јавни институции кои користат и Дризово. Набавува во јавните набавки има стотици тони јаглен. Значи имаме цели ресторани, фурни што работат на јаглен, понатаму институции кои се греат на дрва, македонски шуми се греат на дрва. Значи, имаме една ситуација каде што имаме индустрија која е енормни количини биомаса гори, јавни институции кои исто така горат енормни количини и вие ги обвинувате домаќинствата како тие честици ПМ да носат некакви знаменци, односно етикети дека јас излегов од оџакот на тоа и тоа домаќинство во тоа и таа населба. Но ништо не се презема, извинете што ве прекинувам. Никакви мерки нема за домаќинствата. Значи, енергетска ефикасност и енергетска независност е првото нешто што треба и мора да се спроведе во Скопје и тоа ние сме го барале. Значи, да се олабават тие правила што постојат и во закони и во подзаконски акти, дека има ограничување колку смее домаќинствата да произведуваат енергија од соларни извори. Зошто? Зошто да не им се овозможи тие по фер цена да може да се произведуваат и по фер цена да ја продаваат во мрежата? Таа да им биде платена колку што тие плаќаат струја. Значи, да обезбедите едно такво ниво на независност на луѓето, да им обезбедите субвенции за енергетска ефикасност на домовите, да се поправат покриви, ѕидови, колку куќи имаме ние на територија на нашиот град во административните граници, сега зборувам, не зборам за руралните делови, колку куќи имаме кои се уште немаат доволно средства фасадите да се ги довршат. И луѓето се во таква состојба се осиромашени поради политичарите. Значи, тие пари што би требало да одат во џебовите на граѓаните, одат во џебовите на политичарите. Видете, ние, политичарите, им овозможуваме ние граѓаните од буџетот да трошат стотици илјади евра за кампањи. Значи, една изборна кампања на една поголема партија чини стотици илјади евра. Излегува последно податоци за колку трошеле на социјални медиуми, по 20-30 илјади, дури и помали партии, 20-30 илјади евра само за на социјални медиуми трошат.
Тоа се ненормални, фрапантни бројки, тоа не сме да се дозволи понатаму така да се случува. Платите и привилегиите не смеја се заборават. Исто така се согласувам, да. Значи, кога би се спровела оваа енергетска независност, да им се обезбеди енергетска ефикасност. Да. Понатаму, отпадот, ако веќе сакаат да се фокусираат на отпадот, отпадот мора да се реобмисли комплетно целиот систем за управување со отпадот. Да. И тоа треба да биде паметен систем. Зошто викам паметен? Затоа што природата, ако ја погледнеме, таа не создава отпад. Не се само загадува. Во природата се циркулира и се протекува. Се што паѓа од дрвото, понатаму скапува, станува хумус, помага на дрвото следната сезона уште повеќе да се развива, создава нови растенија. Така и човекот мора да функционира паметно, да ја следи, едноставно да ги следи законите на природата, толку е просто. Ние можеме во Скопје минимум 60% од вкупниот комунален отпад што го генерираме, можеме да го отстраниме од контейнерите. Можеме тоа да го направиме со биокомпостари. Зелен хуман град во минатиот мандат успеа 2 биокомпостари да донесе во Скопје преку наши барања, инсистирања, континуирани во буџетот да се предвидат, се предвидува, се донесоа, никогаш не профункционира. Значи, ако се работи на еден систем на целосно реобмислување, прво мора да биде ова тргање на минимум 60% од отпадот во биокомпостари, да се произведува од нив хумус, да се произведува биогаз во биогасни централи, со отпадот што си од паркови, од зоолошка, од нивите, од бавчите понатаму. Втората многу битна работа е градежниот шут. Дрисла, не знам веќе колку години во својата инвестициска програма предвидува постројка за преработка на градежен шут. Во Македонија, во Скопје веќе постојат фирми што го работат тоа, за пари го работат тоа. Значи ние можеме една таква голема крупна компонента од отпадот да ја тргнеме, да спречиме да создава мини депонии и од неа ќе си направиме суровини за улици и патишта. Значи улици и патишта нема повеќе да треба да купуваат и да даваат наши пари од буџетот за да се обезбедуваат суровини, ќе го купуваат, односно ќе си го реискористуваат градежниот шут само рециклиран. Ова е еден паметен начин за да можеме отпадот да го тргнеме и од контейнерите, и од животната средина, планините, воопшто парковите, и со него да си добиеме вредност, да добиеме всушност финанси. Паркови зеленило исто така набавува компост. Значи, не наместо да го произведуваме тоа заедно со комунална хигиена и соработка да постои помеѓу паркови и зеленило, ние плаќаме за да го депонираме ѓубрето, го закупуваме во дупка, се труеме од него во Дрисла, да не зборувам за жителите на Патинци во околината, какви ситуации имаат на заболувања, болести тешки. Да. И истовремено, освен што го закупуваме ѓубрето во дупка, како што пред 2000 години луѓето го закупувале отпадот во дупка. Значи, ние денеска праисториски техники се уште 2000 години се поминати, наука, технологија отиде на толку напред, ние се уште го закупуваме главен начин во Македонија да го третираш отпадот, 99,8% го носиш и го ставаш во дупка од која ти се труе почвата, храната, подземните води, воздухот. Значи, конечно луѓето. Така е. И освен што може да се отстрани тоа полнење ѓубре под земја, од друга страна се заштитува буџетот конкретно на паркови зеленило, што наместо нашите пари да се фрлаат на хумус, ќе се обезбедува тој хумус од веќе рециклираниот отпад. И овие би биле основните постулати како може веднаш да се почне. Македонците се питом народ. Да се каже дека ова не може да се спроведе во Македонија, навистина е не погрешно само, туку е, не знам како да кажам, спротивно на здравиот разум и на логиката. Добро, говориме за политичките елити, а не за македонските граѓани. Се едно какви се. Ќе дадам пример, законот за јавна честота кога се донесе во 2008 година. Колку кратко време требаше луѓето да престанат да фрлаат отпушоци, сите се пазеа да не фрлаат отпушоци по улица зашто ќе добија казна од 50 евра. Колку кратко време требаше. Тоа заврши, тоа време заврши. Тоа сакам да кажам. Значи пакомак апаратите за пола денар само, колку мала е мотивацијата на луѓето, а тие веќе одат и оставаат шишиња пластични во апаратите на пакомак. Значи првично едукација е многу важно, тоа никое јавно предпријатие не го спроведу, тоа многу пати сум го зборала. Предпријатијата во град Скопје, Дрисла, комунална хигиена, паркови, тие мора да се насочат исто и градот Скопје. Масовна едукација, како што им ги гледаме кампањите, како Ама тие да се едуцираат, не граѓаните. Најпрво тие да се едуцираат, и едуцираат граѓаните. Значи како даваат ненормални наши пари за да се рекламираат себе си колку што све може да направат.
Тие пари треба да ги даваат сега за едукација. На сите, буквално на сите медиуми да излегува таа едукација. Зошто е добро да се селектира? Зошто е добро биокомпост да се прави од отпадот? Зошто е добро тој отпад и да не го фрлиш во контейнер, да ти смрди контейнерот, да тече камионот и на секаде да биде разнесено тоа? Зошто од него можеш да направиш хумус, можеш да се направиш биогаз? Биогаз и фотоволтаици да ги врзаш во еден систем, правиш веќе интегриран систем за производство на електрична енергија која е вистински обновлива и те прави тоа независен како град, како држава. Значи во такво време на геополитички предизвици од таков калибар, кога ние имаме сериозни опасности да бидеме нели ставени во подредена некоја ситуација зависни од некој енергенс, ќе повторам, врвен акт на патриотизам е да си обезбедиш независност дома и да им обезбедиш независност на луѓето кои ти ја дале довербата. Иако биле 20% на овие избори едвај, сепак колку се толку се. Значи, тие се луѓе избрани на функциите и тие се должни сега да ги спроведат најдобрите политики што постојат на светот, според издржани, докажани веќе научни решенија кои имаат минимален негативен ефект и врз здравјето на луѓето, и врз здравјето на животните и нели здравјето на животната средина. Работат ли со вас политичките елити? За сега не можам да кажам дека работат, бидејќи ние нашиот предлог што го поднесовме сега во јавност, претходно од протестите кои ги имавме во 24-та година последен пат во декември, не можам да кажам дека ние сме воопшто и викнати на некаква дискусија за да се сменат овие работи кои ги кажуваме, Министерството за животна средина. Мерките да се Министерството за животна средина е изгубена приказна. Мислам, тоа е тоа министерство кое поднело еден ваков закон за контрола на индустријски емисии кој прв пат во историја на Македонија класифицира загадување како деловна тајна и им овозможува на партиите и на нивните спонзори да не трујат тајно, скриено, ние да немаме поим за тоа и сето тоа да биде согласно закон и легално. Да. Велите има 60 инспектори и комунални редари кои ќе не контролираат како го фрламе ѓубрето, но нема доволно инспектори за загадувањето. Така. Тој сегмент не функционира. Ние сме барале со Горијан во минатиот мандат многу пати. Трета смена инспектори да се овозможат. Горијан Јовановски, така. И како советник во општина град Скопје. Во град Скопје. Да. Сме барале да се обезбеди трета смена инспектори и сме барале да се обезбедат повеќе инспектори за животна средина и да се обезбедат возила. Значи, луѓето во дури и тие, така да го кажам тоа, во институциите што сакаат да си ја работат работата, не можат да го прават тоа бидејќи или немаат опрема, тука ќе се надоврзам и со пожарникарите, последниот ребаланс кој се гласеше на минатата седница на Советот на град Скопје, според мене скандалозно ја намали ставката во противпожарна заштита кога ние се соочуваме со ситуации каде што ни горат шуми, ни горат депонии, немаме ни половина немаме од законскиот минимум колку што е неопходен за пожарникари и ние во сето тоа одлучуваме како град да ги намалиме средствата и тие малку што ги има за секторот за противпожарна заштита. Во самата држава, Кочани само да видиме. Точно, значи едноставно еден целосен ресет е неопходен, најнапред во менталитетот на носителите на одлуки. Градот Скопје ќе го земам како пример. Има мал милион документи, зборувам студии, планови, истражувања, елаборати и што се не. Тој цел корпус што постои и што ние сме го платиле со нашите пари граѓаните, тој мора да биде земен предвид, детално и темелно анализиран, да се види што е се уште релевантно, што е застарено и што мора да се обнови и од него да се изведе една надпартиска стратегија за одржлив развој на Скопје. Значи на Скопје му е неопходен одржлив развој кој ќе го фати чекорот со сегашноста, со сите предизвици што ги носи климатската криза, ние мораме да градиме отпорен град. Ние не можеме понатаму да дозволиме во Скопје урбанизмот не само да не гуши, не само да не убива, буквално затоа што не е ни изведено како што треба, не смееме да дозволиме ние да бидеме робови во сопствениот град, во сопствениот дом. Значи ние мораме да се насочиме на тоа генералниот урбанистички план кој веќе страшно доцни. Измината е 1/3 од периодот кој му е законски предвиден на тој генерален урбанистички план, треба да биде 23-32, а сега сме 25-та година, значи 3 години се поминати, тој се уште не е донесен. Значи кога ќе се носат плановите во Скопје, тие мора да бидат зелени, хумани, мора да бидат одраз на сегашноста. Не смее повеќе да се дозволи инвеститори, спонзори, трујачи да бидат пишувачите фактички на плановите, на стратегиите на Скопје, на буџетот на Скопје на крајот на кришта. Не сме. Ајде за крај.
Околу ѓубрето и планот, така наречениот план на новата власт, локална власт во Скопје, на новиот градоначалник. Терминот за фрлање на ѓубре е премногу долг. Ако ги видите искуствата од другите држави, никаде не може да видите распаднати контейнери како се расфрлани низ улиците, како низ целиот ден може да се фрла ѓубре, значи нема никаков вистински план како да се справат со ѓубрето. Кои се вашите предлози? Ние со оваа одлука каква што беше во нашиот контекст, ние се согласуваме бидејќи оваа одлука не сметаме дека може да донесе некаква промена на количината на отпадот во Скопје. Да. Ако се скрати времето во кое отпадот се собира, односно се фрла, се извинувам, во контейнер, тоа не ја скратува и количината на отпад што ќе биде фрлен. Смрдејата ја скратува. Смрдејата на главниот град ја скратува. Тоа е само ако се успее со не знам колку луѓе да постојат на улиците и стварно да има на секој чекор да не се дозволи фрлање, а тоа нема да се случи. Корпи за ѓубре немате, не може да видите. Ето тоа, значи ќе повторам, кога се носат одлуките, во друг некој контекст, да речеме да размислуваме ако сме во Словенија, веќе ја дам за пример. Да. Ваква одлука ќе има логика, бидејќи таму веќе постои развиен систем на селекција на отпадот. Да. Значи таму веќе постои јасен стремеж кон нула отпад. Веќе постои. Постои систем кој вели тогаш смее вакво ѓубре да се фрла, тогаш онакво, и луѓето се едуцирани и се свесни и го прават тоа. Ова е само врв на сантата лед со времето кое е неопходно. Значи ние пак се доведуваме во ситуација некако приближно немаме за лепа, за чоколадо ги даваме парите, наместо да се спроведуваат мерките од почетокот кои ни се неопходни, основата да ја спроведеме, ние спроведуваме мерка што би требало некаде веќе на крајот од тој процес на промена на системот на управување со отпад да се спроведе. Самите од секторот за комунални работи рекоа дека се обидуваат да тестираат, да пробаат дали ова ќе успее и така натаму. Неспорно е тоа дека може да се тестира нормално, меѓутоа тоа што е клучно сега да се направи. Веќе мерката си ја донесоа и тоа е завршена работа, не дека не може да се повлече ако се преместат, може да се изгласаат, да ја сменат одлуката и ќе биде тоа затворено прашање. Меѓутоа, тоа што е клучно сега да го направате, кога веќе го направија ова што го направија, сега клучно се посветат на нула отпад. Значи, набавување на компостари прво пред се за секое соседство, второ, набавување постројки за преработка на градежен шут и паралелно со ова масовна едукација преку сите медиуми за известување, значи зборам телевизија, социјални медиуми, пишани медиуми. Не смее да се дозволи еден човек повеќе во Скопје да постои што нема да знае што е нула отпад. Ето тоа треба да се направи сега и да се мотивира кога ќе почне тоа собирање такво одвоено на отпадот, луѓето да се мотивираат. Например, за секое, не знам, на месечно ниво колку отпад си фрлил органски си го издвоил, да добиеш едно врекиче хумус. Значи тие мали работи на луѓето многу ќе им значат и ќе ги мотивираат силно. Не е потребен некој спектакуларен, не знам, чекор, да. Така, неопходно е мали чекори да се прават, но во вистинската насока. Да. Тоа е неопходно. И понатаму продолжуваме со нели нормално стакло, пластика, хартија, веќе дел од луѓето горе-доле и си го селектираат. Само тоа е неопходно тие текови како што се селектирани да бидат луѓето научени што правилно треба да стават натре, зашто најчесто во пластика отпад ставаат се и се што. Да, кога нема соодветни контейнери, како тие луѓе така, тоа да се постават доволен број на... не сум видела селектирање. Има во контейнерите на Пакомак. Моите, мислам, ние со години веќе го правиме тоа и некогаш сум одела искрена да бидам и пешки 15-20 минути за да можам хартија да одложам во контейнер, бидејќи не сум имала пред. Се уште немам контейнер за пластика пред зграда, само за стакло. Последното прашање, кратко, зошто не иницирате средба со Орце Ѓоргиевски? Предпоставувам дека треба да имате средба, да се опкружи тој и да ги слушне ставовите на најдобрите, најспособните, најпаметните луѓе во оваа држава. Така е. Ние сега следен чекор ние да упатиме барање каков сметаме ние дека треба да биде буџетот на градот Скопје за престојната година, бидејќи тоа е во суштина од каде ќе произлезе се во Скопје што ќе се прави. Секако овие политики за нула отпад тоа неспорно и ќе ги во многу скоро време ќе ги доставиме барањата, бидејќи на крајот од следниот месец веќе ќе биде седницата за носење на буџетот за 26-та и очекуваме, ако се има разум, ако се има вистина љубов кон овој народ,
кон Скопјани. Патриотизам, дека нашите препораки ќе бидат прифатени, бидејќи сепак на крајот на криштата ние сме покажале и во претходниот мандат дека ние секогаш сме биле принципиелни, никогаш не сме напаѓале никако популистички, без оглед од кого потекнувала предлогот од која партија. Така, ако била добра, ако била како што кажа во рамки на ова начало, најдобри можни решенија научно издржани, со минимален негативен ефект врз животна средина и човек, секогаш сме ги поддржувале без оглед од кого доаѓале. И така и ќе продолжиме. Да. Благодарам за овој разговор, Драгана. Благодарам и вам за поканата. Благодарам што не гледавте. Пријатно.